Гласот на Америка на македонски. Преку една деценија вашиот прозорец кон САД. А сега, директно од студиото во Вашингтон. Добро вечер, го гледате ТВ журналот Newsflash на Гласот на Америка на македонски јазик, а јас сум Лилица Китановска. Републиканците добија најмалку 60 места на изборите во Соединетите Американски држави, многу повеќе од потребните 39 да ја преземат контролата во представничкиот дом. Републиканците имаат значителни добивки во Сенатот, иако демократите го задржаа мнозинството со тесна маргина. Повторно се поврзуваме со Ведран Андоновски, кој ќе ни даде многу повеќе детали. Ведран, Ненси Пелоси ја загуби работата како спикер на представничкиот дом. Што се случува сега? Лилица, демократката Ненси Пелоси ја загуби работата, но затоа работа доби досегашниот водач на републиканското малцинство во представничкиот дом Џон Бонер, најверојатно како нов претседател на долниот конгресен дом. Бонер коментираше дека резултатите од изборите представуваат отфрлање на политиката на претседателот Обама и демократите. Синоќа пред симпатизерите во победнички дух изјави: од вечерва започнуваат промени. Обама телефонски му честиташе на Бонер на републиканската победа и порача дека сега мора да најдат заедничка основа за да ја завршат работата во полза на американскиот народ. Резимирано во една реченица, републиканскиот напредок на овие избори посекако ќе се одрази на политиката на Белата куќа, бидејќи се очекува дека со новиот сооднос на силите во Конгресот на Обама ќе му биде потешко да ги протурка иницијативите од својата политичка агенда. Во Невада, каде преживеа тесна битка за своето место, водачот на демократското мнозинство во Сенатот Хари Рид вети дека ќе продолжи да се залага Америка да оди напред. Тој извојува тесна победа против републиканката Шерон Енгел, поддржана и од конзервативното движење Ти Парти. На изборите се гласеше за сите 435 места во представничкиот дом и 37 од вкупно 100 во Сенатот. Економијата беше главно прашање за гласачите на овие избори, а според излезните анкети, многумина американци имаа негативно мислење не само за Обама, туку и за обете партии. Стапката на невработеност од близу 10% и економските проблеми надвиснати над секојдневието на американците придонесоа за подем на републиканците, а значаен чинител беше и Ти Парти со кампањата за пониски даноци и кратење на владините трошоци. Синоќа се одржаа избори за гувернери во 37 сојузни држави. Од позабележителните резултати, републиканката Ники Хејли стана првата жена на оваа функција во Јужна Каролина, а сопартијката Сузана Мартинес првата жена со латиноамериканско потекло на истата функција во Ново Мексико. Се гласаше и за референдумски прашања. Така, во Калифорнија не мина предлогот за легализирање на марихуаната за, цитирам, рекреациони потреби. Лилица? Благодарам, Ведран. Очигледно во овој сегмент не можеме да опфатиме се, затоа ве упатувам на нашата веб страница, каде ќе најдете се што ве интересира за овие историски избори. А што друго го окупира вниманието на светот во предложение? Американската државна секретарка Хилари Клинтон пристигна во Папуа Нова Гвинеја. Се очекува таа таму да разговара со премиерот Майкл Сомаре за развивање на нивните големи резерви на природен газ. Ова богатство може да доведе до големи инвестиции во земјата, но проблем е што Папуа Нова Гвинеја е рангирана меѓу 20 најкорумпирани држави во светот. А грчките власти се во потрага по осомничените инволвирани во бранот на пакети бомби испратени до странски амбасади, европски лидери и институции. Уапсени се 2 лица, објавени фотографии на уште 5. Се верува дека крајно левичарските анархисти се одговорни. Од Шведска на север до Италија на југ, десничарските политичари со антиимиграциони платформи добро менуваат на поновите избори низ Европа. Многу од нив водат кампања против, како што велат, исламизацијата на Европа. Додека тензиите растат низ континентот, аналитичарите ја бараат причината за одењето на десно. Ја наоѓаат во економската криза. Во септември, кога шведската десничарска партија за прв пат доби места во парламентот, шокот ги надмина границите на земјата. Шведска, на која се гледа како на европски модел на општество, се чини дека се свртува против нескандинавските имигранти, кои сочинуваат помалку од 5% од популацијата. Лидерот на Демократската партија тогаш триумфално изјави: Подготвени сме да преземеме одговорност и претпоставувам дека и другите партии ќе го направат истото. По објавување на резултатите, илјадници демонстранти излегоа на протести против расизмот.
Ова е ужасно. Изразнат сум во земја, каде сите околу мене биле толерантни. Прв пат доживувам вакво нешто. Но вака не мисли мнозинството и десничарските антиимиграциони партии во Европа продолжуваат да напредуваат. Во Холандија, например, партијата за слобода исто така победи врз база на антиисламска платформа. Герт Вилдерс е председател. Немам ништо против муслиманите, но верувам дека исламот е тоталитарна идеологија и е против нашата слобода. Ние се бориме за слобода. Десничарски партии добија и во Франција и во Италија. Во јули Франција стана една од првите европски земји што го забранија носењето на бурка. Политичарите велат дека тоа се коси со француските вредности. Многумина аналитичари корените на антиимиграциониот бран ги бараат во економската криза. Мигрантите честопати се обвинувани за намалувањето на платите, за преземање на работни места или за трошење на државниот буџет за социјална помош. Германската историчарка Джулиан Шатерли верува дека имиграцијата ќе биде дефинирачки конфликт на 21 век. Идниот конфликт нема да е меѓу исток и запад, туку дебата за миграција и интеграција, особено на муслиманското малцинство. За тоа зборуваме. И покрај политичката клима, секоја година на бреговите на Европа и натаму пристигнуваат стотици илјади мигранти. Многумина од нив брзо сваќаат дека не се добре дојдени во новата земја како што очекувале. Утре ќе продолжиме со Европа и мигрантите, посебно илегалните. Голема главоболка за европската полиција што се обидува со нова тактика, заедничка. Утре во Newsflash, операција Посейдон. Полицајци од цел континент за обезбедување на границата на Грција со Турција. Гледајте во утрешен Newsflash. Ова беше Newsflash на Гласот на Америка на македонски јазик, а јас сум Лилица Китановска. За најнови содржини појдете и на нашата веб страница glasnaamerika.com. Пријатна вечер.